Предизвикувачки период за санирање на затекнатата лоша состојба. Вака вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски ги опиша првите 100 дена од неговиот мандат. Почнувајќи од неисплатените плати во Пошта и Македонски железници, транспорт и инфраструктура, до откочување на изградбата на автопатот Кичево-Охрид и поништување на тендерот за пругата кон Бугарија. Николовски рече дека делницата Кичево-Охрид, која се гради повеќе од една деценија, била заборавена и закочена од минатата власт. Анексот не бил ефективен, односно изведувачот не примил финансии речиси една година. Тој најавува дека сега ќе се работи со полна пара и дека една делница од патот ќе биде пуштена до стартот на следната летна сезона. Во таа насока правиме измени на Законот за експроприација во делот на оставински постапки, кои што се навистина голем проблем за реализација на инфраструктурни проекти. И со сето ова очекуваме до почетокот на следната летна сезона поголемиот дел од автопатот Охрид-Кичево да биде ставен во функција, односно делот од Врбјани-Рбиново до Охрид со еден мал прекин кај селото Ботун да биде ставен во функција. За проектот брза пруга долж коридорот 10, кој за Николовски е приоритет, тој најави добри вести следната пролет без да прецизира за што се работи. Тој неодамна се сретна со неговиот унгарски колега со кој зборуваше токму за овој проект. Министерот за транспорт не е задоволен од изградбата на пругата од Белјаковци до Крива Паланка, ниту од изведувачот, ниту од надзорот. Тој потенцираше дека третата фаза од пругата кон Бугарија е неизводлива и дека не размислува за ретендерирање. Инсистира на тоа конечно да се случи средба со бугарската страна и двете земји заедно да направат проект кој ќе биде поевтин и ќе може побрзо да се реализира. Она што очекувам е во еден разумен диалог со бугарската страна, можеби ќе бидат похрабри после парламентарните избори. Знам што значи да немате политичка подршка позади себе или да сте во очи на избори, имам разбирање за таа работа. Ние мора да најдеме заедничко решение кое што е изводливо со цел да имаме воз кој што ќе оперира на релација Скопје, Софија и натака кон Црното море, а не да немаме таков воз, затоа што во моментов дури и ние да изградиме третата секција од пругата, тоа е од Крива Паланка до граница со Бугарија, на другата страна немаме ништо. Николовски вели дека во првите 100 дена успеал да острани повеќе недостатоци кои ја кочеле изградбата на повеќе патишта, како проблеми со експроприација, неексплодирани бомби долж трасата Прилеп-Битола, дислокација на водови и објекти. Очекува до крајот на годинава да бидат пуштени во употреба правците Прилеп-Градско и Куманово-Крива Паланка. Задоволен е од проектите за реконструкција на граничните премини Ќафасан и Деве Бајр. Најавува успешен тендер за ефтини авиолетови и најмалку 10 нови дестинации од двата аеродроми, како и реконструкција на зградата на Охридскиот аеродром. Во делот на железницата вели дека наместо 0 во моментов се оспособени 7 локомотиви и дека драстично е зголемен товарниот железнички транспорт. Ги повика кабелските оператори редовно да им плаќаат на националните телевизии, а апелира и до двата мобилни оператори да ги намалат цените на мобилните услуги.